После 45 дена од првата предметна пресконференција на ова обвинителство, еве повторно ја имам честа да пред сите вас представам уште еден мал сегмент од предметната работа на обвинителството во откривање на казнивите поведенија за кое е основано. Të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të nderuar përfaqësues të mediumeve. Pas 45 ditë nga konferenca e parë tematike për shtype kësaj prokurorie, ja, përsëri e kam nderin që para jush të prezantoj edhe një segment të vogël nga puna tematike e prokurorisë në zbardhjen e veprimeve të dënueshme për të cilat është e themeluar. Ovaj voveden del го изложив и на албански јазик со цел крикот за правда кој што го пушта ова обвинителство биде подостапен и за граѓаните од албанската народност. А секако се обврзувам многу брзо на следните пресконференции сегменти од истата да представам и на јазиците на останатите народи кои што живеат во оваа држава. Сепак, ова обвинителство безпрекорно ќе го почитува Уставот на Република Македонија и законите, и моето излагање пред вас и пред целокупната јавност ќе биде на јазикот на кој официјално се води кривичната постапка во Република Македонија, на литературен македонски јазик. Најпрвин ќе ви дадам мал вовед за предметот, како би имале почетни сознанија за она што ќе зборувам со оглед дека овој кривично правен настан и по форма и по содржина е сосема различен од претходниот кој што ви го представив. Различноста е огромна. Во предметот кој што претходно ви го представив, врз основа на прибавените докази, произлезе основано сомнение дека инволвираните лица со безпрекорна дисциплина действувале во насока јавноста да не дознае за манипулациите во избирачкиот список, а со тоа и во изборите и самото гласање. Меѓутоа, овде е сосема друга приказна. Овде, врз основа на прибавените докази, произлезе основано сомнение дека сите инволвирани, се разбира освен оштетениот, биле живо заинтересирани целокупната јавност да ја види бескрупулозноста на дел од политичките сили Алфи во изведување на апсање на политички противник на партијата која е на власт, која партија, впрочем, тогаш раководи со полицијата. Тоа, во кривично-правниот речник се нарекува едноставно тортура. Таквото поведение е казниво по сите меѓународни стандарди, конкретно со член 3 од Европската конвенција за човековите права, а е казниво и според Кривичниот законник на Република Македонија, директно со член 142. Конкретно, ќе ви ги презентирам действијата на директните извршители на нечовечкото постапување при лишување од слобода на председателот на партијата Обединети за Македонија, оштетениот Љубе Бошковски. Однапред, длабоко се извинувам заради фактот што во мојата презентација изворно ќе ги чуете зборовите кои биле користени за време на лишувањето од слобода. Значи се работи за вулгарности. Меѓутоа сметавме дека тоа е единствениот начин на јавноста да се изнесе поривот и мотивот од кој биле следени полициските службеници во текот на акцијата. Да го задоволат нарачателот. Имено, од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека на 6.6.2011 година, понеделник, поточно еден ден по завршување на парламентарните избори, првоосомничениот како службено лице, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, поради дискриминација по основ на поинаква политичка определба, ги навел останатите осомничени полициските службеници во единицата Алфи да во вршење на службата при лишување од слобода на осомничено лице, оштетениот Љубе Бошковски, кај истиот предизвикаат душевно страдање. Првоосомничениот по разработен оперативен план во МВР за лишување од слобода на лицето Љубе Бошковски поради сомнение дека врши кривично дело злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања од член 165а од Кривичниот законник, а заради одмазда спрема оштетениот поради политичките пораки кои истиот му ги упатил на првоосомничениот во текот на изборната кампања, ги навел полициските службеници задолжени да го извршат лишувањето од слобода, да за време на лишувањето кај оштетениот предизвика такво душевно страдање. Моќта и на функцијата и воопшто
Општата представа за личноста на директорот на УБК произвела едно безпоговорно постапување на полициските службеници и сервилна покорност на неговите наредби, вклучително и на оние наредби како што е ова, со која што директно се напаѓа човековото достоинство. Така, истиот ден, во времето на лишување од слобода, од 14:30 до 16 часот на паркингот пред ресторан Воденица, во Скопје, без да постои било каков отпор од страна на Љубе Бошковски, употребиле сила и закана. Испротивно на уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје, ги пречекориле законските овластувања за употреба на средства на присилба. Притоа, второосомничениот, кој бил командант на единицата Алфи, со зборовите "Легнете го на земја да се апси, легни го доле", издал наредба за начинот на реализација на апсењето, пошто трето, четврто, пето, шесто и седмо осомничениот употребиле прекумерна физичка сила, насилно го легнале на земја, удирајќи го оштетениот Бошковски по нозете и држејќи го за рацете. Истите го малтретирале, застрашувале и навредувале со зборовите. Шефот ми рече 8 години затвор не ти бегаат. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Пичка ти материна, ти дојде моментот да се реванширам, да ти ебам жената и други вулгарни зборови и пцовки спрема неговата мајка, сопруга и деца. А во тој момент трето осомничениот му го ставили пиштолот на левиот образ, упатувајќи му ги зборовите "Бел ден да не видиш". Ова не било крајот. Веднаш потоа го ставило оштетениот пред полски тоалет, со лицето кон вратата на тоалетот, и во таа положба го држале повеќе од половина час. Со цел истиот да биде снимен од медиумите кои што биле известени за настанот. Според сево ова, не е тешко да се заклучи дека на оштетениот Љубе Бошковски му било предизвикано душевно страдање. Директно му било понижено човечкото достоинство и личност и го дискриминирале по политичка основа. Впрочем, и вештачењето за неговата психофизичка состојба во тој момент, прибавено во овој предмет, го потврдува сево ова. Да заклучам, јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат со содржината на незаконско доселење на комуникациите, денес донесе наредба за спроведување истражна постапка против 7 лица поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело мачење и друго сурово нечовечко или понижувачко постапување и казнување од член 142 став 1 од Кривичниот законник. Против сите осомничени лица кои што се во работен однос во Министерството за внатрешни работи, до Основниот суд Скопје 1 Скопје ќе биде поднесен предлог за определување мерка на предпазливост, забрана за преземање определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело. Ваквата мерка е предвидена во член 146 став 1 точка 7 од Законот за кривичната постапка. Сметавме дека оваа мерка во овој момент е неопходна како реакција на државата за спрема дејствијата на извршителите, за кои постои основано сомнение дека се преземени.